Откако се формира како политички субјект, сега во актуелното неофицијално предизборје ја градат изборната инфраструктура. Отворија канцеларија, односно партиски штаб во Битола за да бидат во полесна комуникација со гласачите. 60% од луѓето се незадоволни или неопределени за ова што го има како политичка понуда. 20 години македонска транзиција ги измори македонските граѓани и СДСМ и ВМРО-ДПМН и сметавме дека е создаден многу солиден простор за отворање на нова партија која што ќе понуди сосема нова визија за Република Македонија. Вели дека имаат намера да ги вратат десничарските вредности во денешното општество. Сметаме дека треба одново да се зборува за примената на човековите права, за еднаквото владење на законите, да прокоментираме уште една што значи слободен пазар и што значи капитализам во неговата прифатлива верзија, а не во верзија во која што бесконечната транзиција ги направи македонските граѓани зомби без никаква енергија и визија како да го движат животот понатак. Вела дека би учествувале во една владина коалиција, но само кога добијат ветување дека нивната програма ќе се реализира. Подолго време зборувам за десничарска опозициона коалиција која би ја составувале ВМРО Народна партија и бранителите, ако се оформат како партија, што значи три партии кои што би дале една нова димензија во десничарскиот простор, а би дале солидна алтернатива на ВМРО-ДПМН, по тоа што во оваа страна ќе има доста солидна поддршка од над 100.000 гласови. Петровски долги години беше во редовите на ВМРО-ДПМН, а потоа во партијата Обединети за Македонија на Бошковски, откако замина оттаму ја формираше својата демократска десница.